Почитувани наставници, јас сум Даниел Тодоровски и ќе ве запознам со напредните опции на поставување на лимит, односно лимитирање на можностите што ги имаат самите ученици во вашиот онлайн час. Со што би се спречило учениците да го злоупотребат самиот онлайн час, намерно или ненамерно, со што би се спречиле и проблеми за време на онлайн часот. Претпоставувам дека веќе имате креирано онлайн час во самата платформа или во самиот Microsoft Teams. Со кликање на онлайн часот во вашиот календар, кликате на линкот MS Teams час, значи овдека ќе ви биде поставен линкот доколку сте го креирале вашиот онлайн час во календарот. Со кликање ќе ви се отвори вашиот пребарувач, каде што ви се нудат можности да влезете на вашиот онлайн час. Доколку немате поставено поставка за автоматски да ве префрла во вашиот Microsoft Teams, кој што го имате инсталирано на вашиот десктоп, тогаш ќе ви се појави ова прозорче каде што имате три можности и препорачано е секако да ја имате инсталирано верзијата на Microsoft Teams на вашиот десктоп и со кликање на третата опција, односно Open your Teams app, ќе ви се отвори директно вашиот онлайн час во самиот Microsoft Teams. Кликаме и ќе ни се отвори ова прозорче каде што влегуваме на нашиот онлайн час со кликање на копчето Join Now. Штом влеговме на нашиот онлайн час, кликаме на иконката Show Participants, каде што ќе ги поставиме оние поставки за лимитирање на опциите и можностите на самите ученици. Кликаме на Show Participants и на десната страна ќе ни бидат излистани сите наши ученици, односно учесници на нашиот онлайн час. Доколку не ги поставиме овие поставки, учениците ќе имаат можност да го вклучуваат и исклучуваат микрофонот на останатите учесници, да изфрлаат учесници од самиот онлайн час, да го изфрлат дури и наставникот од самиот онлайн час, да ги исклучуваат микрофоните и на останатите ученици. За да го спречиме тоа, кликаме на трите точки во горниот десен нагол и гледаме дека имаме три можности, три опции кои што ни се нудат. Првата опција е Don't allow attendance to unmute, односно нова опција со која што на учениците за време на целиот онлайн час не им се дозволува да ги вклучуваат своите микрофони, што не би препорачал јас, бидејќи и наставникот ќе нема можност да ги вклучи нивните микрофончиња. Втората опција ни е важна, а тоа е опцијата Manage Permissions. Со кликање на оваа опција ќе ни се отвори нов прозорец во вашиот пребарувач, во вашиот прелистувач, каде што доколку не сте најавени, ќе треба да се најавите со сосема истата сметка, корисничка сметка и лозинка од националната платформа. Се најавувате и ќе ви се отвори ова прозорче каде што имаме повеќе поставки и сега ќе ги објасниме сите тие поставки. Првата опција ни е Who can bypass the lobby, односно кој ќе може да го прескокне лобито. Што значи тоа? Дали ќе им дозволите на учениците да влезат на самиот онлайн час пред да влезете вие? Дали ќе можат да го прескокнат лобито или пак доколку не сакате да им дозволите на учениците да го прескокнат лобито, ја вклучуваме опцијата Only Me и со тоа учениците немаат пристап на
вашиот онлайн час, ќе чекаат во самото лоби се додека вие не влезете во вашиот онлайн час. Дефолтно, односно поставката која што е поставена како дефолтна е People in my organization, односно сите ученици би можеле да го прескокнат лобито пред самите вие да влезете на самиот онлайн час, но доколку не сакате да им ја дозволите таа опција, кликате на Only Me и во овој случај само вие ќе имате пристап на вашиот онлайн час, се додека вие не влезете во самиот онлайн час и учениците не можат да влезат. Втората опција не ни е достапна, а таа се однесува на тоа дали би им дозволиле на гостинските сметки или сметките кои што се надвор од нашата организација, односно schools.mk, да влезат, односно да го прескокнат самото лоби и да влезат на нашиот онлайн час. Со новите поставки учениците веќе, односно тие сметки веќе немаат можност да влегуваат на нашите онлайн часови, ниту со гостинска сметка, ниту со сметка надвор од нашата организација не можат да влезат на самиот онлайн час, што е придобивка за наставниците. Третата опција ни е Announce when callers join or leave. Оваа опција ја препорачувам да остане вклучена, со тоа што самиот Microsoft Teams ќе ви јавува кој ученик излегува или пак влегува во самиот онлайн час. Ќе ви се појави нотификација, односно известување кој ученик излегол од самиот час, кој ученик влегол на самиот час. Следната опција е многу важна, а тоа е опцијата Who can present. Ова опција дефолтно, односно првично е поставена People in my organization, така што луѓето од нашата организација, односно сите ученици ќе имаат исти опции, исти можности како и самиот наставник. Како што споменав претходно, ќе имаат можност да презентираат, да ја исклучуваат вашата презентација, да ги исклучуваат вашите микрофони, односно микрофоните на другите ученици, или пак да исфрлат некој ученик или наставник од самиот онлайн час. Што не би сакале ние да се случи, затоа веднаш си поставуваме опцијата Only Me, и со одбирање на оваа опција веќе учениците се лимитирани во своите можности, односно нема да ги имаат опциите за исклучување, вклучување на микрофон, нема да ги имаат опциите за преземање на, односно презентирање и така натаму. И последната опција исто така ја споменавме претходно, а таа е дали да дозволиме на учениците да ги вклучуваат своите микрофончиња. Јас би ви препорачал да остане со што тие би имале можност доколку имаат потреба да го вклучат својот микрофон, и кликаме на опцијата, односно на копчето Save, за да ги зачуваме сите овие опции. И веќе сме го поставиле нашиот онлайн час, сме ги поставиле сите поставки и ја имаме веќе контролата на нашиот онлайн час. Можеме да видиме како изгледа тоа од страна на наставникот. Доколку поканиме некој ученик, ќе забележиме дека еве на десната страна кај наставникот, веќе наставникот е само презентер, само тој ги има опциите за исфрлање на, односно отстранување од самиот час, за поставување на учесник како презентер и така натаму. Но учениците се поставени во долниот дел, односно како присутни, attendance, и ќе имаат лимитирани опции, лимитирани можности.
Ке дзирнеме да видиме како изгледа тоа од страна на ученикот. Сега сме во поглед на ученик, да видиме како изгледа и кои опции ги има се ученикот. Доколку кликнеме на трите точки врз некој од учесниците, ќе видиме дека ученикот веќе нема опции за отстранување на тој учесник, за исклучување на микрофонот на учесникот и така натаму. Исто така ја нема ниту опцијата за презентирање. Тоа се оние првични поставки кои што треба да ги имате доколку креирате онлайн час и така да не би имале понатаму проблеми со пермисиите, односно опциите и пермисиите на учениците би биле лимитирани. Благодарам.